Почитуван заменик председател на владата на Република Македонија, министер за финансии и координатор на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Карпош, господин Зоран Ставрески. Почитуван кандидат за градоначалник и иден градоначалник на Општина Карпош, господја Јагнула Куновска. Почитуван носител на советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ за Карпош, господин Сашо Лазаровски. Почитуван председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Карпош, господин Синиша Спасов. Почитувани кандидати за советници, почитувани присутни, добра вечер и добре дојдовте на нашиот мини митинг во Карпош 2. На самиот почеток го повикувам господинот Ристе Велков да ја испее химната на Република Македонија. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република, на Гоце Делчев и Тугули, Даме Груев Сандански, на Гоце Делчев и Тугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови вестници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Добра вечер, Карпош! Добра вечер, победнички Карпош! Драги пријатели, време е да ни се обрати човекот кој е заслужен за сплотувањето на нашата партија ВМРО-ДПМНЕ. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Карпош, господинот Синиша Спасов. Добра вечер, победнички Карпош! Почитувани сограѓани, гости, дами и господа, браќа и сестри, сопартици, почитуван подпредседател на владата на Република Македонија, господин Зоран Ставрески, почитуван актуелен заменик градоначалник, доктор Борче Георгиевски, почитуван носител на советничката листа на Карпош, господин Сашо Лазаровски, почитувани функционери, почитуван пратеник од Собранието на Република Македонија Косана Мазнева, почитувани советници и идни советници на листата на град Скопје и Општина Карпош од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани жители на Карпош 2, добре дојдовте на овој митинг, каде што сите заедно можеме да кажеме дека токму ние ќе бидеме победничката страна. Токму овде бие победничкото срце.
Токму овде можеме да кажеме дека Карпош конечно ги обединува луѓето под капата на победата. Ова го велам, затоа што сите заедно работиме на тоа. Општината Карпош да биде општина која ќе се грижи за сите. Општина која ќе се грижи за различните категории на граѓани, кои секој во својот домен ќе ја овозможат на општината да блесне како никогаш досега. Вечерва нема многу да зборувам за нашите политички противници. Тие се прочитана книга. Нема што многу да се каже за нив, бидејќи недостасуваат дела. Ќе направам само една мала споредба со нашиот тим кој се бори за подобар Карпош. Стефчо Јакимовски во минатото еднаш избега од градоначалничката позиција за да стане министер. Андреј Петров исто така го напушти градоначалничкото место за да седне во комотната пратеничка фотелја. Заборавија на обврските кон граѓаните на Карпош. Како и секогаш, впрочем. Карпош им беше само попатна станица затоа што никогаш не го ни сакаа. За разлика од нив, носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за општина Карпош, нашиот Сашо Лазаровски ни доаѓа од позицијата заменик министер за локална самоуправа и знае како вистински се сака Карпош. Тој е спремен секој атом од својата енергија и целото свое огромно стекнато искуство да го вложи за подобар Карпош, затоа што Карпош го носи во срцето. Јагнула Куновска од друга страна е докажан правник и судија. Била и пратеник, уметник и жена која пред се е реализирана во секој поглед. Таа е мудра, динамична, храбра и упорна жена која во повеќе наврати го докажала својот патриотски дух. Покажала како се сака Македонија. Ова е нашиот тим наспроти нивниот. Да им дозволиме на Јагнула Куновска и Сашо Лазаровски да ни покажат како се сака Карпош. Почитувани граѓани, веќе неколку изборни циклуси, она што ВМРО ДПМН ќе го вети и ќе го напише, го ветува, но и го исполнува. За нас зборуваат делата. Затоа од вас, граѓаните, ја бараме поддршката за Јагнула Куновска за градоначалнички мандат во Карпош, за да покажеме и докажеме дека може и поинаку. Но барам и поддршка за советничката листа на Сдружената коалиција на ВМРО ДПМН за подобра Македонија во Карпош на чело со Сашо Лазаровски. Да не дозволиме на Јагнула Куновска да и бидат врзани рацете од Советот, затоа што Карпош заслужува повеќе, многу повеќе. Ние ќе покажеме со дела. Дополнително ве повикувам да гласате и за најдобриот градоначалник на Скопје Коце Трајановски и советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за град Скопје. За нови проекти и нови дела на нашиот главен град. Затоа што Карпош се сака со дела. Да живее Карпош, да живее Скопје, да живее Република Македонија. Да сте ми живи и здрави и конечно да славиме во Карпош. Ви благодарам. Чест ни е што меѓу нас имаме и кандидати за советници од советничката листа на град Скопје. Овие луѓе ќе му помагаат на сегашниот и иден татко на Скопје, господинот Коце Трајановски, во реализација на неговите дела. Го повикувам на сцената да ни се обрати актуелниот заменик градоначалник на град Скопје, кандидатот за советник на град Скопје, доктор Борче Ѓоргиевски. Добро вечер, Карпош. Добро вечер, мои соседи, мои пријатели, браќа и сестри. Навистина ми е задоволство што имам можност во моје лично име,
во име на актуелниот и идниот градоначалник на град Скопје, Коце Трајановски, примете ги неговите поздрави, во име на носителот на листата на град Скопје, господинот Владо Поповски, да ве поздравам сите вас, да го поздравам заменик, председателот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Ставревски и министер на финансии на Република Македонија, да ја поздравам мојата почитувана пријателка и идна градоначалничка на општина Карпош, затоа што на граѓаните од општина Карпош им се допаѓа изборот на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, кандидатот господја Јагнула Куновска. Како што гледате, немам ништо пред мене. Пред 5 минути ми јавија дека треба да ви се обратам, меѓутоа навистина и задоволство е и многу е лесно да ве погледнам во очи, бидејќи имаме 10.112 замислени и познавајќи на нас како партија реализирани дела. Тоа се просечно 145 проекти за секоја општина. Тоа се 35 проекти секоја година. Тоа се 3 проекти секој 10 дена. На ова и нашите противници и нашите условно земено во моментов опозиционери, и се надевам дека и така и ќе останат, можат само да замолчат, затоа што не нудат апсолутно ништо. Нашата програма ветува и ние стоиме пред вас, затоа што и никако и друго и не знаеме, тоа и го покажавме во изминатите скоро 10 години, дека зад нас и пред нас стојат дела. А Карпош, конечно, после 20 години заслужува да има градоначалник, да има советничка листа од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, која што во целост ќе му даде поддршка на нашиот иден градоначалник, за да може да ги реализира сите овие дела. Не случајно, ако се сеќавате, нашиот кандидат Јагнула Куновска, меѓу првите проекти што ги најави, тоа е токму овој објект кој што се наоѓа од мојата лева страна и која што е гордост на општина Карпош, која што е гордост на градот Скопје и Република Македонија, меѓутоа состојбата во која се наоѓа е навистина жалосна. Јагнула Куновска е првата која што се сети дека овој објект и многу други проекти заслужуваат да бидат реализирани во нашата општина, затоа што Карпош и Скопје и Македонија се сака со дела. Не случајно, нашата советничка листа, која што ќе биде десната рака на кандидатот Јагнула Куновска и на градоначалникот за градот Скопје Коце Трајановски, е многу добар 4. Ние секогаш, кога ветуваме пред граѓаните, сакаме да бидеме многу добри. Ние сме одлични после 4 години, кога даваме отчет за сработеното. Тоа го направивме и во периодот од 2009 до 2013 година, каде што од граѓаните, после 4 години раководење со градот Скопје, добивме оцена 5. Токму затоа, тоа е наш залог и токму затоа седиме и стоиме исправени пред вас да ја побараме вашата обврска, затоа што не гласате само за себе, гласате за Карпош, гласате за вашите деца, за вашите внуци. Останаа уште 12 дена да Карпош навистина добие градоначалник кој што со своите дела ќе покаже дека Карпош се сака со дела, Карпош се сака со работа, Карпош се сака со проекти. Благодарам. Да живее Македонија, да живее Скопје, да живее Карпош. Драги пријатели, за дела е потребен тим на способни,
честни и принципиелни луѓе. Ние имаме таков тим. Тим за победи и успеси. Луѓе кои ќе го предводат развојот и напредокот. Ги повикувам да ни се придружат на сцената луѓето кои ќе бидат дел од успехот, дел од победата на овие локални избори. Ги повикувам кандидатите за советници на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија за општина Карпош. Јован Симоновски, Антоанета Штефанчич, Мато Гласновиќ, Наташа Антовска, Дејан Китанов, Јасмина Цветановска, Драги Тодосовски, Никола Србов, Светлана Пандиловска, Маријанче Митовски, Звонко Димитровски, Роберто Тошевски, Зоран Крстевски, Андријана Павловска, Тања Ристевска, Панче Стојановски, Давор Грче, Благоја Неделковски, Игорче Кузмановски, Даниела Штериова, Цветанка Байрактарова Мишевска, Емил Угриновски. Драги пријатели, на сцената го повикувам господин Сашо Лазаровски, носителот на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија за општина Карпош. Добро вечер Карпош 2, добро вечер ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани сограѓани, отпочна кампањата за локални избори во Република Македонија, а од нашите политички конкуренти не чувме ништо освен плукање и празни зборови. Пред неколку дена се обидов да извршам компарација помеѓу советничките листи на ВМРО ДПМНЕ, онаа на Стефче Јакимовски и листата на советници на СДСМ. Единствено нешто препознатливо на советничката листа на Стефче Јакимовски се камелеоните кои Стефче и Милетич решија да ги направат советници. Таквите како нив ја менуваат партијата како што ќе им текне, водени единствено од нагонот за лична корист и добивка. Интересите и потребите на граѓаните за Карпош за таквите луѓе се занемарливи. Ова не им е прв мандат. Некои по неколку пати беа советници, нивните дела ги бараме сите, но такви нема. Да не беше смешно, ќе беше трагично, почитувани сограѓани. Нема програма и нема доказ што ветиле, а што исполниле. Минатите избори одеа помеани и им ветуваа на луѓето се што ќе стигнат на Жими мајка. Тие долго време ја раководеа општината и видовме што знаат. Тие се веќе прочитан филм. Досадна приказна која граѓаните едва чекаат да заврши. Почитувани сограѓани, тоа се луѓе зависни од власт, неоформени профили кои како сончогледот што се врти по сонцето, така и тие се вртат по власта. Сладка им е и како пијавици ја цицаат општината. Дајте нешто да се споредиме, за вие граѓаните да може да не оцените. Бекатон плочки, тоа ли е нивното најголемо достигнување? Има ли нешто видливо, нешто конкретно, нешто капитално, нешто што е повисоко од една бекатон плочка? Размислете добро и проценете што е тоа што ни го оставија Стефче и Андреј и нивните мнозинства во советите на општина Карпош во изминатиот период. Единствено нивно видливо дело е мостот Влајко. Нема ништо капитално, нема ништо корисно, затоа што парите сите овие години ги делеа на некои чудни невладини организации, некои проекти кои се невидливи, а всушност сите ние знаеме каде завршуваат. Тоа не може да остане туку така. Проекциите на општината Карпош некогаш достигнува и до 2 милиарди денари, а тоа се скоро 30 милиони евра. Тоа се огромни пари за да и нема трак. Ваши пари, тоа се пари на граѓаните. Запрашајте се што сте добиле вие од овие пари. Ако не се кај вас, прашајте каде се. Бидејќи некои мнозинства во Советот, некои градоначалници, тие пари си ги делеа во ваше име, прашајте ги кому ги поделија и зошто, почитувани сограѓани. Таквото време веќе одамна помина. Денес ВМРО ДПМНЕ наметна такво темпо на работа, за кое да може да ни парираат
треба да си го загреат столот уште од првиот ден и да работат постојано. Но народот знае да цени и знае да одбере. Овие избори, жителите на Карпош имаат опција. Имаат вистински избор во советничката листа на ВМРО ДПМН и Сдружената коалиција. Тоа се квалитетни, честни, еснав луѓе од нашето соседство. Нашата партија е создадена од народот и секогаш се бори за стремеж кон подобра иднина, подобро секојдневие за секое семејство во општина Карпош. На локални избори се нудат проекти и дела, се нуди визија, се нуди што и како ќе биде направено по населбите, во училиштата, во парковите, покрај кеот. Се нудат проекти за пензионерите, за младите, за невработените, за спортистите, за уметниците, за оние кои немаат паркинг простор пред куќите и пред зградите. На локални избори се представуваат програми за тоа како ќе бидат решени проблемите на граѓаните, за колку време ќе бидат решени и колку ќе чинат тие проекти. За разлика од нив, ние и на минатите, и на тие предходно, и на овие избори имаме точно утврдена програма со добро подготвени конкретни проекти, со конкретни датуми за реализација. Тоа е суштината по која се разликуваме од нив. Почитувани сограѓани, вие сте тие кои гласате на овие избори и со вашиот глас давате мандат на следните советници во општина Карпош. Со заокружување на бројот 4 на гласачкото ливче, секој граѓанин правилно одлучува кој ќе ја води општината Карпош, какви проекти ќе се спроведуваат во наредните години и како ќе се трошат вашите пари. Сите реализирани проекти со трајна вредност и капитални за сите граѓани во Карпош се дело на владата и на градоначалникот Коце Трајановски. Карпошани тоа го знаат и го ценат. Не треба да им посочуваме чие дело е Сити Мол со 2000 вработувања во него. Кој ги набави новите автобуси, кој го изгради спортскиот центар Борис Трајковски, кој го гради првиот аквапарк во градот Скопје, чие дело е карпата за качување на кеот на Вардар, која изгради спортската сала во Карпош 1, 7 тениски игралишта, кој го гради туристичкиот локалитет Македонско етно село и уште многу други проекти од која најголема корист имаат токму граѓаните на Карпош. Така се сака Карпош. Така се сака Скопје, почитувани сограѓани. Ние нудиме вистински проекти за ведливи дела. Во Карпош живеат високо образовани и интелигентни луѓе, народот добро знае да процени кој лаже, а кој е искрен. Оваа програма е реално изводлива. Затоа во неа има конкретни рокови за конкретни дела. Зад неа стојат принципите и образот на ВМРО ДПМН. Ние знаеме што значи да имаш образ и да го задржиш образот пред граѓаните. Токму затоа стоиме гордо пред вас. Бидејќи за нас делата зборуваат. Токму затоа сум сигурен дека карпошани овој пат ќе дадат подршка на ВМРО ДПМН доволна за апсолутно мнозинство во Советот на општина Карпош. Затоа, гласајте за советничките листи под бројот 4 на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Гласајте за Коце Трајановски. Гласајте за Јагнула Куновска. Таа е вистинскиот човек за Карпош. Таа е личноста која заслужува да покаже што знае. Да живее Карпош, да живее Скопје, да живее Република Македонија, да сте ми живи и здрави и на 24 март заедно да се собереме и во голем број да ја прославиме победата на ВМРО ДПМН во општина Карпош. Ви благодарам. Драги пријатели, овие избори се референдум за тоа во каква општина сакаме да живееме. Во место каде проблемите не се решаваат и се препушта тие стихијно да се наталожат, или во општина каде секој потенцијал, секој атом од силата се користи да се направи што е можно повеќе за подобар живот на граѓаните. За такви дела потребни се способни луѓе. Ја повикувам на сцената да се приклучи жената која секогаш стои зад кажаниот збор, која секогаш е отворена за нови идеи и предлози од страна на граѓаните. Жена со визија, почит и огромна љубов кон својата општина. Жена со неуморен дух и честност. Жена која гради и ќе гради дела. Кандидат за градоначалник на општина Карпош, господја Јагнула Куновска. Повелете на сцената.
Добро вечер, Карпош. Добро вечер, сограѓани на Карпош. Како секоја вечер, на мини-митинзите што ги одржуваме во различни делови на општината Карпош, како поддршка со нас е вице-премиерот на владата на Република Македонија, министерот за финансии, господинот Зоран Ставлевски. Огромна поддршка ни пружа и пратеничката Косана Мазнева, која што директно се вклучи во нашата кампања, акција за победа и превземање на локалната власт во општината Карпош. Посебно на господинот министер и на сите мажи кои што се присутни тука вечерва, кои што сакаат побргу да одат, така Барселона, Милан има надпреван фудбалски, да ви се извинам што ви го скратувам тоа задоволство до некаде, а министерот знам дека е голем любител на фудбалски утакмици, надпревари, што велиме вие. Ќе изгуби, ете, вие се разбирате, јас не. Почитувани сограѓани, предизборната кампања се ближи кон крајот, малку по малку. Јас се трудам се повеќе и повеќе да се концентрирам на програмата која што ви ја промовирам и да ви се извинам што ние секој дневно ве блокираме преку телевизија со нашите реклами, спотови. Тоа ќе издржиме сите заедно, но има работи кои што сепак треба да ги прокоментираме. Посебно кога се однесува за моите против кандидати, а тоа се кандидатите за градоначалници на општина Карпош, господинот Стефче Јакимовски и Андреја Петров. Еве денеска го слушам Стефче Јакимовски, застанат некаде, мислам да беше млечен ресторан и вели, ќе вовел посебен начин на затоплување на градинките и замислите, од тоа ќе се заштеделе пари, па од заштедените пари бесплатни ужинки на децата ќе делел, потоа од тие заштедени пари в година некаде ќе вовел и бесплатни градинки да можат сите деца во општина Карпош да користат, а уште згора на тоа и бесплатно ќе ги води на екскурзии. Јас не сакам коментар да давам на оваа негова изјава, но ќе ве молам граѓани на Карпош, и јас сум граѓанин, и вие сте граѓани, како моите изјави, така неговите и сечии изјави, да ги цените. Што е лага, што е вистина. Лагата на моите против кандидати ме навредува и мене. И мислам дека така не се почитуваат тие самите себе, а по најмалку граѓаните кон кои што се обраќаат. Сакам да кажам за господинот Андреј Петров, на неколку мои повици да треба да излезе со соодветна програма со која што ќе се рекламира или афирмира пред граѓаните на кој што сака да стане градоначалник. Пред 5-6 дена ми рече Јагнула Куновска, нека не бара од мене да дадам програма, секоја педа од општината е моја програма. Вред, јас и се замолчав. Денеска, околу 10:30 часот, ненајавено, кандидатот за градоначалник на СДСМ Андреј Петров со своја придружба претходно најавил на сите телевизии, придружени од телевизиите, мислам новинарите, дојде во нашиот штаб на ВМРО. Јас бев тоа време во штабот, ме побара и јас излегов. Ги понудив да седнат, не сакаја, се поздравивме и ми ја даде оваа програма. Еве рече програма, за да знаете дека јас имам програма. Вред, јас ја примив програмата, се заблагодарив. Еве ја програмата и вас ви ја покажувам. Погледнете ја оваа челична тупаница од кандидатот за градоначалник на ВМРО
на СДСМ, а потоа потрудете се, како и јас, покасно да ја отворите. Ќе видите дека е чист плагијат по однос на капиталните објекти кои што се нудат на мојата програма. А мојата програма е резултат на средбите и разговорите со граѓаните на општината Карпош, од сите делови на Карпош, кои што ми ги изложија своите потреби, проблеми за сегашни и за развој на општината. Дел, велам, од тие потреби и проблеми се во оваа програма. Затоа што сме сите свесни, во една програма не може да биде офатено се тоа што му е потребно на човекот за денес или за идното време во секојдневието на животот. Јас секогаш велам, кога некои луѓе ќе ми речат во програмата го немате тоа, а тоа треба, има работи кои што тековно се решаваат, поготово кога се работи за инфраструктурата, и тие работи секогаш постојат и ќе постојат. Еден проблем, една потреба се решава, нова потреба или проблем се јавува. Но, секогаш велам, треба добра волја, а не се никогаш во прашање парите, за да се реши сето тоа што е потребно за нормален, пристоен живот на граѓаните. И сакам да довршам. Оваа програма, која што е плагијат на мојата по однос на капиталните дела, јас ви ја препорачувам на вас да ја погледнете, да споредите со мојата програма, која што ја имам на промовирано 7 февруари оваа година, а ја најавив како програма декември месец минатата година. Сакам да кажам дека за една сериозна програма да се спреми, да се изготви, требаат неколку месеци, и дека еден сериозен кандидат за градоначалник на една сериозна општина како што е Карпош не може програма 12 дена пред изборите да им дава на граѓаните. Затоа, почитувани граѓани, вие сами ќе оцените. Вие сами ќе оцените, имате 3 кандидати за градоначалник на ова општина, кој кандидат, со која програма, со кој настапи пред вас заслужува да биде иден градоначалник на оваа општина. Јас секогаш, како човек, а тоа се потрудив, да биде наведено и во мојата програма, држам до сериозност. Тоа што го зборувам да биде како сериозен збор кажано. Тоа што го слушам, сакам сериозно да го слушам како збор, како идеја од секој мој соговорник. Ние во оваа програма имаме акцент дадено на економијата. Свативме дека за било каков иден развој на општината и за било какво подобра ситуација на семејствата и на граѓаните во општината мора да има економски подем. Ние се потрудивме да со новите идеи наши, со новите проекти кои што ги понудивме, а кои што ги има повеќе од 100, кои што има рок на изградба на тие проекти со средства, колку тие коштаат, од каде се тие пари, мислам, обезбедени, да колку толку, бар појдовно, велам, обезбедиме, отвориме нови работни места за нашите млади и повозрастните кои што се работоспособни. Затоа предвидовме економска зона на раскрсницата Бардовци-Злокуќани, каде што е за обиколната сообраќајница на Скопје, а исто и во близина има железничка пруга. Тука е и индустријската зона Лепенец. Тие места кои што ќе бидат по површина, тамо има доста слободна површина, малку поголеми, ќе нудат за наши домашни инвеститори и за странски инвеститори, кои што со помошта на владата на Република Македонија ќе се обидеме и мислам дека ќе привлечеме за почеток онолку колку да почнеме нашите идеи да ги спроведуваме и ќе се отворат нови работни места. Исто така, за подобар стандард на граѓаните, подобро живење, предложен е како проект еден зелен пазар, модерен, со обезбедени паркинг места на
во близината тука на Злокуќани, односно меѓу Злокуќани и Бардовци, тоа како потреба насушна е, бидејќи оние луѓе кои што произведуваат по нешто, а оние луѓе исто кои што се купувачи, немаат пазар каде би можеле да купат или да продадат. Гасификацијата на општина Карпош е тренд во Скопје. Таа сите општини на градот има тенденција да бидат офатени, така и општината Карпош, и мислиме дека со тоа ќе можеме колку толку да имаме поевтино затоплување, кое што одавна нас на граѓаните не само на Карпош и во Скопје ни е како проблем. Како во градот Скопје, така и во општина Карпош сообраќајниот метеж е голем проблем. Затоа ние да не верувате на сите оние кои што низ Карпош трубат дека јас како иден градоначалник ќе сум вовела во општината зонско паркиралиште. Не е точно. Јас се трудам секогаш што поголема површина зелена да има за граѓаните и местата каде што се зеленилата, како сегашниот градоначалник што ги поплочува со бекатон плочи, јас не мислам да ги правам зонски паркиралишта, но мора сообраќајниот метеж да се реши во општина Карпош. Како? Со изградба на катни гаражи. Во општината тука има и неколку подземни гаражи кои што се полни сега со смет, кои што се легло на криминалот. Мислиме тие да ги реконструираме. Мислам како општо добро на целата општина Карпош и на граѓаните да се обезбедат одново осветлење да воспоставиме, врати да има сигурносни, односно на далинско, на далечинско, кои што се отварат и затварат, и на таков начин колку толку да можеме сообраќајниот метеж да го решиме, затоа што вие во вашата општина, тука каде што живееме, има институции кои што се од карактер на градот. Не ги задоволуваат потребите само на граѓаните од општината, туку и од целиот град Скопје. Поради тоа посебно мора да биде сообраќајот првенствено, значи како проблем кој што е доста жежок да биде решен. По однос на азбест плочите кои што постојат во многу згради во општината, во нашата програма предвидено е сите тие да бидат сменети, да бидат заменети со бетонски, тоа јас не знам стручно да ви се изразам како, равните кровови, значи на тој начин да бидат обезбедени. По однос на инфраструктурата, која што е општо земено во општината во многу лоша ситуација, се предвидуваат мерки за подобрување, но јас пак ќе речам, инфраструктурата е работа која што мора катардневно да се решава. Во поглед на асфалтирање на улици, улички да речам, по големите улици, знаете, имаме проект кој што заедно со градот Скопје ќе го реализираме, потоа осветлувањето не е решено и тоа треба и ќе се реши поидовно, по чекор сето тоа. Исто така ќе се решат и прашања кои што се однесуваат на секојдневни тековни работи. Јас сакам само да напоменам дека ние во оваа општина, како општо добро за сите граѓани, предвидовме изградба на стамбени згради за млади брачни парови, кое нешто ќе овозможи младите семејства колку толку да можат на поевтин начин да дојдат до стамбен простор. Исто така, имаме предвидено детска градинка за најмладите, пензионерски дом, пензионерски клубови за повозрасните, а сега ќе кажам дека во централниот дел на Карпош предвидовме, тука во близината, не го имаме ние деталниот урбанистички план, за да ви кажам каде е маркичката, но сепак на убаво место, еден голем и убав православен храм. Но најважното е што вечерва сакам да ви го кажам, дека еве оваа трибина тука каде што сме сега, од левата наша страна е Драмскиот театар, кој што едно време Драмскиот театар, нашите најдобри актери беше гордост нивна да можат на сцената да ни ја прикажат своите таленти да можат пред нас, а ние како граѓани да можеме да уживаме во еден убав простор кој што беше после земјотресот гордост. Сега е една руина. Затоа, како надградба, духовна надградба, да речам,
културата во ова општина предвидовме Драмскиот театар да го направиме нов, убав и околината околу Драмскиот театар, сето тоа да биде регулирано, соодветно да личи на еден културен простор и да личи на едно место каде што живеат урбани луѓе, кои што уметноста ја ценат и ја сакаат. На задната страна од Тинекс се наоѓа основното училиште Вера Цививири Трена. Ние предвидовме, бидејќи има потреба тоа, потреба е која што треба побрзо да се реши, има на спортското игралиште реконструкција треба, а исто така изградба на една мини сала во истото училиште. Со тоа ќе се потрудиме овај дел од Карпош, овај дел покај Драмскиот театар, училиштето да биде место каде што првиот зачеток на проубавениот Карпош ќе можеме да го вдахнеме. Исто така, тоа ќе го сториме од причина што, знаете, веќе 22 години, тука во Драмскиот театар наш, и во иднина се надевам, и тоа на многу повисоко ниво, има студентската манифестација е Скомракс, како се викаше така, да, која што од наша страна ќе биде и финансиски поддржана, затоа што се работи за манифестација на театарската и на филмската уметност, посебно на младите, за кое што нешто ние ќе дадеме поддршка. Ете така, почитувани граѓани на општина Карпош, ние со нешто ќе почнеме. Ние не ветуваме дека бум ќе направиме уште од самиот почеток, но лека полека со реализација на проект по проект, во кое време ќе се изродат и нови проекти кои што ќе можеме да ги спроведуваме, ќе направиме од Карпош да има еден економски и свестран подем, да заличи на општина, да појде по патот на напредокот, по патот кој што одамна врви градот Скопје и другите општини кои што се навоѓаат во Скопје. За жал, општината Карпош веќе 10 години поради специфичниот начин на управување на градоначалникот Стефче Јакимовски, тој не контактираше нити со градот Скопје, нити со сега актуелниот градоначалник на градот Скопје, нити со владата, и не го користеше од градот Скопје тоа што како општина и припаѓа, затоа што градот Скопје, кога има финансии, кои што припаѓаат и на општините, припаѓаат и за општо добро на целиот град Скопје. Исто така, поради тие пропусти, не користеше бенефициите кои што ние можеме да ги добиеме со поддршката на нашата влада, а ние се надеваме дека воколку бидам избран како градоначалник, воколку советничката листа добие мнозинство во Советот на општината Карпош, ќе можеме да ги реализираме сите овие проекти кои што ги имаме и повеќе од тоа. Затоа ве поканувам, почитувани граѓани на општина Карпош, на 24 да излезете масовно на гласање, да гласате за мене како градоначалник, иден градоначалник на општина Карпош, да го заобиколите бројот 19, да гласате за советничката листа на ВМРО ДПМН во Советот на општина Карпош, предводена од Саше Лазаревски и советниците кои што стојат позади нас. Само така ќе можеме да реализираме ова програма. Благодарам. Последен кој ќе ни се обрати вечерва е човекот кој секојдневно ни дава огромна поддршка. Заменик председателот на владата на Република Македонија, министер за финансии и координатор на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Карпош. Човекот кој ни покажува како се работи со дела, господин Зоран Ставрески. Јагнува со незиниве многобројни проекти, ни го отепа првото полувреме, ама да не мислиш, Јагнува, ќе се излечеш после ова, одиме заедно да гледаме, ама ти ќе частиш. А и така,
Јас како министер за финансии не сум многу потрошењето, поштедењето, сум така да по сите основи ти следи ти да платиш. Добро вечер, Карпош, добро вечер за Коалицијата за подобра Македонија и за најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО ДПМНЕ. Почитувани граѓани на Карпош 2, на овие локални избори се решаваат круцијални суштински прашања за животот, за стандардот, за условите во кои што живеат граѓаните во Карпош и во сите општини во Република Македонија. И затоа е добро што имате позната слика пред вас кога ќе размислувате вие, вашите комши, пријатели, роднини за тоа како да се одлучите на овие избори. Велам позната слика бидејќи двајца од трите кандидати за градоначалници на општина Карпош веќе ја имаа шансата да бидат градоначалници на Карпош. Тоа се нашите против кандидати, политичките конкуренти Стефче Јакимовски и Андреј Петров. Ако се запрашаме што покажаа тие кога имаа шанса да ја водат општината, има една заедничка работа, покажаа дека се кукавици. Тогаш кога им се укажа подобра шанса на некое друго место да се сместат, веднаш ја напушти општина Карпош и замина едниот за министер, другиот како пратеник. Се разбира да бидеш министер или пратеник не е проблем, но проблем е да ги излажеш граѓаните да се кандидираш на локални избори, да ти ја дадат довербата и од кога ќе почнеш да извршуваш таа функција на следните парламентарни избори, повторно да се кандидираш за друга позиција или да ја напуштиш градоначалничката. Тоа не е начин како треба да се работи. Второто што го покажа и Стефче и Андреј е дека го направија Карпош една просечна медиокритетска средина, во која што гледам доста жители велат па добро е, нели Стефче меѓу поуспешните градоначалници на СДСМ, поранешно беше на СДСМ. Но ајде Стефче да го споредиме со градоначалниците на ВМРО ДПМН и со општините каде што ВМРО ДПМН ја има власта и да видиме колку капитални проекти направи тој во неговиот мандат и кои капитални проекти ги направи и да видиме колку направиле другиве градоначалници од нашата политичка партија. И ако така се погледне ќе видите дека Стефче навистина нема многу оставено зад себе крупни проекти во Карпош, има оставено многу лични проекти за луѓе, поединци кои што тој се одлучил сакајќи да ги врзи крај себе и за да може кога ќе дојде гласањето да ги купи, односно да ги на тој начин да ги натера да гласаат за него, им завршил по некој ситен бизнис овде и онде и сменил едно 5-6 пати бекатон плочки на многу места. Зошто ги менува толку често може да претпоставите, секој промет нели има заработка. И во својата програма немајќи што во отчетот на првата страница од програмата да стави, Стефче ставил како клучно вака што го направил и што му е признание дека добил признание, плакета за неговата работа и тоа замислете од кого? Од комората во Ниш. Значи, комората во Ниш оценила дека Стефче е многу добар градоначалник и тој си го ставил тоа во својата програма. Овој па другиот пак Андреј, кога беше градоначалник, ни толку не направи и прво што кога го виде нашиот кандидат за градоначалник Јагнула Куновска, првата реченица, првиот коментар му беше навредлив. Дискриминирачки. Кажа дека Јагнула била возрастна, па демек немала енергија, па демек немало ништо да направи и ни една шајка не заколала во општината. Пошто главниот веројатно проект на Андреј Петров во општината беше шајки ковање, ние се договоривме Јагнула веднаш да закова едно 3-4 шајки и да го помине Андреј Петров во остварувањето. А исто така можем да му порачам, ако сака да види што е енергија, Јагнула ја слушнавте денес, ја слушнавте вчера, во Заби може да го крене и да ја претрча општинава со се него и толку енергија има во неа. Но овие денови сведоци сме дека освен ние што зборуваме за нив, нели по нешто, тие многу повеќе самите зборуваат за себе. Па почнаа да се плукаат со големите можни навреди и да си ги откриваат валканите алишта. Така Стефче, Андреј му вели на Стефче, ти си кукавица, предавник и отпораш на батерии бил Стефче. Се очекувам утре Стефче на овој да му рече типа си отпораш на акумулатор, пошто издржа 3 дена повеќе.
Стефче му врати и кажа дека Андреј ништо не направил кога бил градоначелник, а тој го донел демек, ама една работа направил, водовод и канализација до куќата негова или стан, до зградата кај што живее. Така да може да очекувате ова продолжение на серијалов, на меѓусебни сапунски опери и да слушнеме што се лошо направиле едниот и другиот. Тоа е квалитетот и тоа е човечкиот потенцијал што ви се става на располагање од страна на опозицијата и ваше е да ги процените овие луѓе. Тоа е исто како вие, младиве луѓе што се тука, што се дечко или девојка со некого, утре кога ќе раскинат да почнат се најлошо да зборуваат за него. Или исто е како некој во семејството да се најлошо зборува за неговиот брачен другар или за децата на трето место. До вчера заедно беа, заедно работеа, се фалеа се еден со друг. После 2 дена најлошо еден за друг зборуваат. Тоа почитувани зборува за нестабилност на карактерот и за измама, лага и од едниот и од другиот кон граѓаните на општина Карпош. И затоа верувам дека ќе знаете вие, но и ќе им го објаснувате ова на сите со кои што контактирате дека треба добро да се размислат кому ја даваат довербата на овие избори. Ние, за разлика од овие двајца кандидати, одбравме човек за Карпош кој што има зад себе богата биографија, кој што нема темни дамки, човек кој што зад себе направил професионална кариера која што навистина започи и како правник, односно подоцна и како адвокат и судија. Јагнула Куновска покажа дека може врвни дострели да оствари во таа дејност, но Јагнула покажи многу други човечки димензии на нејзината личност во делот на уметноста, во делот на заштита на интересите на граѓаните кога беше пратеник и слично. Затоа, значи, нудиме човек што има и професионално искуство и работа зад себе, но и како карактер е стабилна, знае да се разговара со граѓаните, да ги сослуша, да ги разбере нивните проблеми и нема да ја затвори општината, да речем да ја корумпира со затварање со еден мал тесен круг на луѓе околу себе. Напротив, ќе биде таа врата широко отворена за сите граѓани на општина Карпош, бидејќи Јагнула така работи. Има широко срце за сите граѓани на општина Карпош и сослушување на нивните проблеми, но и изнаоѓање на решенија. И не само тоа. Вториот дел од она што е битно за да гласате за некој за градоначелник е програмата што ви ја нуди. Јагнула објасни во програмата нејзина како се работеше и кои проекти ги има. Јас само сакам едно да ви кажам. Андреј Петров дава програма 12 дена пред изборниот ден. Замислете. Му текна дека треба програма да направи, иако Јагнула го подсетуваше многу пати, и на крајот излезе на брзина нашкрабал нешто во ова книџуле, око памфлет да дал, и мисли дека со тоа напишал програма. Пола ја препишал од кај нас, 1/4 од кај Стефче и другото по СМС што му пратиле порака и претходно одеше секој ден нели од населба во населба и што ќе му кажат таму граѓаниве, што ви фали, тоа ни фали. И изјава дава. Јас ќе направам тоа и тоа. Ами така ли се прави програма? Излези брат, напиши програма 4 месеци претходно. Влези меѓу граѓаните, прашај ги што им фали. Дај анализираме програмата, да видиме дали е тоа она што е приоритет за општината. Дај финансиска конструкција на програмата, кажи колку ќе чини секој проект. Ни тој, ни Стефче додуша. Во програмата нема еден денар ставено колку ќе чини некој проект. И така можете, почитувани граѓани, да напишете што сакате. Стефче, кога го спомнав, сега по пат во кола читав што напишал за програмата за проекти во овој дел. Јас не знам дали се наоѓа улицата Руѓер Бошковиќ, тука предпоставам дека е во овој дел. Прочистување на постоечката шахта пред влез 3 од зградата на улица Руѓер Бошковиќ број 12. Проект на Стефче Јакимовски за Карпош 2. Епа Ивлија нека е, уште една шахта ќе биде прочистена во вториот мандат, во првиот не стигна човекот. Не може се да се направи за еден мандат, нели? Така да, почитувани жители на Карпош, вие слушнавте Јагнува што ќе прави. Шахти ќе си прави колку што сакате, но тоа не се пишува во програмата. Во програмата стојат капитални проекти. Драмски театар, капитални проекти, изградба на индустријски зони, економски зони, затоа што тие носат работни места. Со такви економски индустријски зони владата на ВМРО ДПМН успеа да привлече инвестиции за кои што најмногу работиме, да се отворат работни места за младите луѓе и за сите повозрастни да најдат работа.
Јагнула ќе реконструира големи улици заедно со Коце Трајановски, ќе отвори нови авении низ Карпош. Знаете како изгледаше улицата Козле, како изгледаше митрополит Теодосиј Гологанов, како изгледаше Линденска и Партизанска и како изгледа денеска. Тоа е дело на Коце Трајановски на ВМРО ДПМН. Тоа се капитални проекти што му требаат на Карпош. Не му треба шахта пред влезот број 3. Затоа ичто да не се мислите, иако ќе има многу убави ветувања спакувани од убави целофани и со панделки од Стефчи и од Андреј во наредниот период. Вие добро погледнете кој каква програма има, кој што направил, впрочем, зашто Стефче, ако толку многу идеи има за пумпи, ми изгледаше ова како алхемија што го кажа, за тоа како од пумпите што ги ставил ќе стварал заштеди, па пари, со тие пари нешто на деца ужинки, а со ужинките не знам што. Значи нешто прилично вака треба да се испоанализира од научен аспект. Меѓутоа, зборот ми е, што и да зборуваат политичарите, вклучително Јагнула и Зоран Ставрески. Не верувајте на ниеден збор политичарот што зборува, верувајте само на делата. Што направи ВМРО ДПМН, Коце Трајановски, Никола Груевски, Коалицијата за подобра Македонија и што направи СДСМ или Стефче во неговиот мандат. И така дајте го својот глас. И не само вашиот глас, и гласот на вашите комши, роднини, пријатели. И затоа ве повикувам на 24 март да гласате зрело, демократски, како што му личи на Карпош, за Коалицијата за подобра Македонија, за Саша Лазаревски и оваа одлична советничка листа што ја нудиме. И за нашиот кандидат иден градоначалник на општина Карпош Јагнула Куновска и за Коце Трајановски за нов и стар градски татко. Да е жив Карпош 2, да оди напред, да има просперитет, здраве и берекет во вашите семејства, да живее ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и да ни е вечна нашата Македонија. Татковината не вика за неа уште треба многу да направиме. За мојот град се вели дека има душа, сега и подобар ли. Но во ова тешко време на нашата земја и јас и ти сме се уште потребни. Нашата земја заслужува да и ја чуваме гордоста во градовите и во селата, да ги извелеме белата. Нашиот народ заслужува да кажа што му се допаѓа во градовите и во селата, да ги извелеме белата. Знаеш и ти, кој работи честно домакински, ветено е, сторено е, дадениот збор дело претворне. Ние ја сакаме земјата, со дела и напорната, за нас и нашите поколенија, за нашата Македонија. Нашата земја заслужува да ја чуваме гордоста во градовите и во
zaslužila, druga tatkovina, nije nema me, svite sotele, se godine. Makedonio, zemlja najmila, da te čuva me, si zaslužila, druga tatkovina, nije nema me, svite sotele, se godine. Naša ta zemlja zaslužila, da i ja čuvame gordosta, zbog gradovite i oselaka, da mi izgledne delaka. Naši narod zaslužila, da kaže što mu se dopada, zbog gradovite i oselaka, da mi izgledne delaka. Zemlja pod nozete tvoj, so krvi solzi natopena je, junaci slavni što pagnale boj, zasekni i slobodni da sme, svega na te